донесо да биде она што треба да биде, слободен човек, ние живееме во стеги, живееме во лош систем, живееме лошо, пропаднаа генерации, им ги уништија животите, ги оплячкаа со разни штедилници, ги избркаа на улица, младите бегаат по светот покоркале. Живееме во едно мрачно, безизлезно време и повторно сите СДСМ, ВМРО, ДПМН. Меѓутоа, ако добро размислиме, тие не се толку моќни. Еве, последните избори СДСМ има 160.000 гласа, пендановски. ВМРО ДПМН има 350.000 гласа. Двете заедно се 500.000 гласа. Кај се тука уште 1.300.000 гласачи? Значи, они владеат со 20%. Па сведоци сме дека едно 200.000 луѓе живеат као грофови, ги имат сите пари, ги имат сите ресурси, тендери. И тие нас не убедуваат дека сите се исти, сите се вакви, сите се така. А они, јас не гласам за никој, а он прв трча да гласа. Значи си ги шират нивните лаги, нивните пропаганди. Меѓутоа и на тоа ќе му дојде крај. Сега за тоа најболно прашање, што е за нас македонците, дали во светот постои друга држава што не име мајка на жителите, државјаните, на народот што живее во неа, како што во Македонија, тие кои што владеат, да речеме, не ја чувствуваат како своја мајка, како своја татковина. Значи, секаде гледаме, секој се бори што повеќе дури од соседот да приграби, нели, да се прикаже како да е негово, да придонесе за својата земја, да направи да биде уште по нешто, иако не е така. А ние сето она што го имаме, што е многу над постигнувањата многу земји, историски и цивилизацијски, го продаваат за ефтини пари, за лични джебови и така натаму. Меѓутоа, пред целиот свет тоа да се пласира и да се промовира како вредност и сега дури како напредок за да се влезе, да речеме, во некој сојуз како што е Европската унија, да се добие, не знам што, некои поени така од некои поголеми моќни фактори и сили за да им се продолжи нивно владење или така натаму, да се прави ова, да се поништува сопственото право, да се деградира сопствениот народ, да се поништува, да се брише државата, да се смени името не само на државата, туку веќе ги нарекуваат северно-македонци, што не постои терминолошки, значи не постои таков народ. Не може да се прифати тој термин веќе во многу земји, или по аналогија дека ако земјата е со новото име и народот што е во неа е со такво име. Значи, како може да се објасни и сега гледаме дека спотовите изборни што се вртат по цел ден, истите тие луѓе бараат доверба повторно мандат да добијат. Дали во светот има случај како што е Македонија и дали такви политичари едноставно заслужуваат повторно да бидат избрани или заслужуваат некој да постапи онака како што секој устав и закон предвидува, ако ти нели направиш предавство и ги прекршиш највисоките права во државата, дека за тебе следува најтешка казна, затоа што тоа се и кривични дела. Сега ќе се пошегувам. Нема такви. Па погледнете ги кампањите на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Никаде не спомнуваат Северна. Нема такви за време на кампања. Штом ќе заврши кампањата, одма ќе се претворат во северџани. Они со нивниот механизам од тие 200-300 илјади добро ситуирани апаши, банди, нивни фамилии, нивни вработени административци кои взимаат
по 2-30 хиляди луѓе имаат вработено кои ништо не работат, само се бават со политика. Со тој систем, со тоа пропаганда, со тоа ширење на лаги, спинови, владеат. Не постои држава во светот која што сама на себе си го сменила името по желба на окупатор кој земал 51% од територија. Желбата на Грција да не бидеме Македонија, затоа што ни окупирала 51% на територија, која мора да ја врати, и Бугарија ни има окупирано дел, и тамо јасно стои во Букарешкиот договор, окупирани делови од Македонија, тие мора да ги вратат, а за да не ги вратат, мора да купат предавници кај нас, да потпишат дека не постои Македонија. Но и тоа има крај. Ќе се врати името затоа што не може да биде некој нарекуван по туѓа желба. Може тој да ме нарекува како сака, погрдно, меѓутоа јас сум Горан и тоа е. Апсурд. Нема преговарање за тоа. Кај го влечат апсурдот, од кај наоѓаат сила и начин да го направат. Од бедотијата во која го донесува народот, од апатичноста, од безизлезот, од уништување на се што е прогресивно. Ги уништија работниците, ја уништија работничката класа, која за да преживее мора да се мафтосува по нив, да блее како јагниња по волкот, и тие тоа го користат до максимум. А тие се единствено желни за моќ, за пари и за власт. И секогаш вика во името на народот, а никогаш не дозволуваат народот да реши. И јас уште еднаш ќе кажам, и на тоа ќе му дојде крајот. Народот, работничката класа се буди. Според некои наши анкети, веќе повеќе од 4% се определени свесно да се определат за работничката партија, за работничката класа. А тој процент само може да расне. И ќе расне во наредните денови. Овие избори не дозволија да настапиме никаде на медиумите. Ако за разлика од овие избори, на минатите избори не викнало неколку дебатни емисии, сега стравиме да не викнат на една дебатна емисија. Да, не сме победили. Сакат да не скријат од народот. Но не може да ја кријат вистината. Вистината мора да излезе. Да, има еден пример и ќе го споменам, бидејќи тоа е видливо. Една од национална ли е, ще не знам дали таков статус има ТВ24, мислам дека не доби национална концесија се уште. Добро, една од поголемите телевизии. Национална е. Да. Таа гледам дека има една дебата во нејзината програма Отворено, мислам дека се викаше, каде што има изберено само 4 од политичките партии кои што учествуваат на изборите, и со нив прави дебата. Се разбира дека меѓу тие 4 се првите две најголеми позиции опозиција, левица и знам. Дали е тоа објективно медиумско покривање, објективна дебата, каде се другите? Знаеме дека 17 имаме бројчиња на учесници на парламентарните избори, а само 4. Значи, како може да го објасниме ова? Дали АВМУ, која што треба да следи на кој начин покриваат медиумите, го зема и по кој параметар од законот ваков начин на рестрикција, значи 4 од 17. Тоа е веќе не е ни половина. Значи тоа е едно редуцирање, едно сокривање, што е и не е случајно, затоа што таков е концептот на таа дебата, каде што дебатираат веќе оние кои што ние ги имаме, ги познаваме, за да можеме да ги запознаеме другите, ние немаме можност.
А тоа е само еден. Има и други кои што прават селекција, нели? Каква е таа демократија кога се селектира и оној што е учесник на избори да го видиме и да е негативно, да има точна представа, сувереност, за да може да го направи најдобриот избор. Токму тоа е проблемот. Ние на повикот да го подпишеме Кодексот за фер и демократски избори, не се подпишавме, односно не присуствувавме на масата и дадовме изјава дека во Македонија нема амбиент за фер и демократски избори, бидејќи законите за избори, законот за пратеници, законот за политичките партии, сите закони што се однесуваат во врска со изборите, не создаваат амбиент за фер и демократски избори. Токму тоа многу добро го почувствувавме на нашата кожа. Сведоци сме кога неколку политички партии се вртат со сати, трошат огромни суми на пари, додека 11 листи кои се вон парламентарни не се застапани на медојно скоро ни малку или со многу малку секунди, а просто како да не постоиме. Не само што не сме застапени на медиумите како реклами од страна на државата што ги финансира, него и медиумите, бидејќи зависат од олигарсите и од владеечките партии, не смеат да не повикаат за да не си ги изгубат главните клиенти. Забрането им е. Дури и анкетите што ги прават, кога прават анкети, анкетите се наменски. Кажуваат 4 партии, другите не ги ни кажуваат. Или за друг. Значи анкетата кога ја прават на 1200, на 3000 испитаници, дали сте за СДС, за ВМРО, ДПМН, за Левица и за Максим, или за друг. Значи анкета кога се прави за која политичка партија ќе гласате, тогаш веќе се појавуваат нашите резултати, што кажа повеќе од 4% и најверојатно ќе расте тоа уште повеќе. Да. Само сакам во оваа прва емисија, инаку ќе направиме уште неколку до крајот на ова изборна кампања, за некои области можеби и поподробно.